Вести во 15, добар ден. Православните христијани денеска ја слават Велика сабота, ден пред Христовото воскресение. Овој ден е посветен во исчекување на воскресението, суштината на христијанската вера. Поглаварот на МПЦ, архиепископот Стефан, порача дека трагедијата од Кочани го обедини македонското општество. Христос воскресна и ја победи смртта. Христос воскресна и животот се зацари. Христос воскресна и ги отвори портите на рајот. И макар што, живеејќи во овој свет, обкружени од чести трагедии, немири, пустошења и најразлични зла, сепак знаеме дека сето тоа е само привремено и дека ќе отстапи пред незаодливата светлина и дека преизобилната пасхална радост ќе восторжествува. Оттаму, во какви прилики и неприлики да се наоѓаме, со какви тешкоти и маки да се соочуваме, да не се плашиме, знаејќи дека Христос воскресна, давајќи ни можност да совоскреснеме со Него. Затоа, покажувајќи се синови на светлината и синови на денот, да ја подражаваме безграничната Христова љубов, со која што Тој не возлюби, та и во овие светли дни на Христовото воскресение, благодата на воскреснатиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедницата на Светиот Дух да бидат со сите нас. Честитајќи ви го празникот над празниците на сите верни чеда на мајката Македонска црква и во татковината и насекаде по светот, ве поздравуваме со живоносниот поздрав Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе. А годинава во исти ден Велиден го слават и католиците. Воскресенската литургија е вечерва во католичката црква Пресвето Срце Исусово во Скопје. Бископот Стојанов во великденската порака повика за поголемо заедништво помеѓу христијаните. Во ова јубилејна година до сите нека допре великденскиот повик Христос воскресна надеж наша. Секој христијанин нека го доживее искуството на Марија Магдалена, која побрза да им ја соопшти радосната вест на учениците, велејќи го видов Господа. Тоа е средба што го менува животот, средба со единствениот човек, кој ни дозволува да ја искусиме сета Божја добрина и вистина, кој не ослободува од злото, но не на површен начин моментално, туку не избавува од него на радикален начин, не лекува целосно и ни го враќа достоинството. Тој, нашата надеж, нека ни подари мир и надеж на сите, особено во регионите на оваа наша планета, кои се најпогодени од страдања, во земјите каде што луѓето се изложени на големи искушенија, на војна, уништување, немири и пустошења. Во нашата средба со Него да го слушаме и да му се обратиме, а потоа со нашиот живот да посведочиме го видов Господа, Христос воскресна, навистина воскресна. На сите ви посакувам честит празник Воскресение Христово. Тројца загинати во сообраќајната несреќа на патниот правец од Кичево кон Охрид. Министерот за внатрешни вели дека причината била огромна неприлагодена брзина. Синоќешната сообраќајка, нажалост, животот го загубија три лица, како што кажавте. Согласно првичните информации кои што ги добив, станува збор за огромна неприлагодена брзина од страна на еден од учесниците во сообраќајот кој што нажалост е починат. Бројот на сообраќајни жртви во оваа година во првото тромесечје е отприлика сличен како бројот на сообраќајни жртви кои што го имавме и лани. Со тоа што морам да кажам дека овие бројки се катастрофални, компарирано со европските стандарди кои што ги имаме анализирано, и во иднина максимално мораме да се фокусираме на колку што е можно поголемо смирување на сообраќајот од секој еден аспект, имплементирање на Safe City проектот кој што
Првично започнавме да го имплементираме на територија на градот Скопје, општина Куманово и општина Тетово. Истрагата за трагедијата во Кочани денеска предмет на партиски препукувања меѓу власта и опозицијата. СДСМ и ДУИ денеска обвинуваат дека истрагата за Кочани е селективна со цел да ги заштити високите функционери на ВМРО-ДПМН. Ниту проширената истрага според опозицијските партии не ги лоцира вистинските виновници за трагедијата. Додека се бркаат чиновници од пред 10 години, началниците и командирите што таа вечер имале директна обврска да постапат остануваат недопрени. Владата сака јавноста да заборави дека полицијата била таму и не направила ништо. Бараме итно проширување на истрагата кон актуелните функционери, што биле директно одговорни вечерта на трагедијата, да се стави крај на политичката злоупотреба на обвинителите и институциите. Вистинската одговорност мора да се лоцира таму каде што на вистина е, кај тие што беа на власт кога се случи трагедијата, велат од СДСМ. Истрагата според ДУИ е пример за правна импровизација за да се спаси владата. Претворањето на трагедијата во алатка за лична или институционална промоција е опасна девијација која што може да има несогледливи последици. Затоа повторно апелираме, обвинителите мора веднаш да го прекинат трансакцијскиот однос со владата. Правото не се практикува по нарачка, кариерите на политичарите и обвинителите не смее да се градат врз туѓа трагедија. Одговорноста за ваквиот пристап и за се што може да се случи со неправедно притворените ќе падне на конкретни имиња, реагираат од партијата на Ахмети. СДС и ДУИ се синоним за предавства, криминал и неспособност, им возврати владачката партија. Во историјата на Македонија немало акција каде било уапсен актуелен министер, актуелен градоначалник, поранешни градоначалници и министри во исто време. Брутално безобразие е партиите СДС и ДУИ да велат дека има селективна акција и истите тие, чии председатели се товареа со украдени пари. Да подсетиме за модуларната болница каде виновникот број 1 тогашниот министер за здравство, а сега привремен чувар на фотелјата во СДС, немаше заедно со тогашниот премиер Заев ниту еден притворен. За пожарот во Кочанската дискотека во кој загинаа 62 лица, досега има 59 осомничени. Ојо Кочани вчера за прв пат побара мерки на предпазливост и за синот на газдата на дискотеката кој досега беше на лекување. Во куќен притвор се поранешните градоначалници на Кочани и екс-министри за економија. Во ефективен притвор се 21 лица, меѓу кои екс-министерот Бектеши и поранешниот директор на дирекцијата за заштита и спасување и актуелен министер без ресор Шабан Салиу. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. А во Кочани денеска протест на роднините на загинатите бараат правда. Протестот помина мирно. Трајан Ристовскијао. Правдата мора да излезе на виделина. Нашите деца беа убиени од алчноста и корумпираноста. Со болка во душата и солзи во очите обвинуваа родителите на загинатите во дискотеката во Кочани на третиот поред протестен марш за доцнета реакција. Не се задоволни од досегашниот тек на истрагата и побараа одговорност од институциите. Обвинители, дали нашиот молк, тишината и тагата по нашите деца кои се убиени ви даде право да ги ослободите лица кои беа во притвор, а се соучесници во убиството на нашите деца. Многу од вас исто толку виновни како и собственикот на Пулс, Монструм, почнувајќи од премиери, министри, разноразни инспектори, па се до обични полицајци. Сите сте гледале, ама не сте виделе ништо. При очи сте биле слепи, срамот, бедни сте, ситни души кои за проклети пари на душа ќе ги носете нашите убиени и многу повредени деца. Со емотивна порака за прерано згаснатите млади животи ја опишаа мачната и тешка секојдневица која едва ја преживуваат осамени без нивните чеда. Живееме за да одеме на гробишта, да се помоабетиме со нашите деца, да им раскажеме колку тие фалат дома. Ке се наврата што сте малку 40 дена. 40 црни денови без нашите сонца, без нашите ангели, чии кревети од тој ден останаа празни, а нашите срца и души за секогаш завиени во црнило. Родителите најавија дека протестен марш во Кочани ќе има секоја сабота, се додека вистинските виновници не седнат на увирителна клупа и не ја добијат заслужената казна. Тоа не е само заради оваа генерација млади луѓе, туку за сите идни кои не смеат да живеат во трул и корумпиран систем кој убива. За Сител, Трајан Ристовски.
По продолжение и пресек на најважни настани од светот. Подржавниот секретар на САД Марко Рубио со повлекување на Вашингтон од напорите за обезбедување мировен договор помеѓу Русија и Украина се заканува и председателот Доналд Трамп. Ако Русија или Украина ги отежнуваат разговорите, ние ќе се повлечеме од преговарачкиот процес, вели Трамп, и додаде дека одлуката ќе ја донесе за многу кратко време.